Велат дека добар професор е оној кој што обучува, но дека одличен е оној кој што инспирира. Всушност не е ни чудно, затоа што инспирацијата е клучна кога станува збор за креатива, како што е тоа, например, уметноста, дизајнот или пак модата. Па како овие поединечни креативни аспирации успева подеднак успешно да ги вклопи во својата креативна професионална рамка, професорката Гордана Вранцевска, професор, ама и уметник и дизајнер. Токму така. Добре ве најдов. Ако добро забележувам, 20 години професионална кариера, или помина 20 години. Така, значи, да, ова академска година, јас веќе сум во својата 20-та година како универзитетски професор. А секако кариерата започнала малку порано. Рековме, дали, одредени креативни аспирации, а се работи и се врти околу уметноста, нели, креативата, всушност, да. Уметничкото. Сега, ако се има одлучено да средното училиште биде уметничко, тогаш веќе се знаело, можеби многу порано, како започнува целата приказна. Токму така, почна многу одамна целата приказна и таа определба за уметноста. Јас станав свесна за тоа кога имав 6 години, бев во забавиште. Сватив дека многу уживам во цртањето и во мешањето на боите и некако се роди мисла дека тоа навистина може да биде некоја моја определба, некој правец. Во основното училиште бев добра по сите предмети и одев и на различни надпревари и по математика и по македонски. Меѓутоа не го изгубив оној фокус на тоа дека во средно училиште ќе одам во уметничко и тоа моите родители го знаеја веќе 2 години однапред. Ме поддржаа во тоа, ме пратија во училиште и навистина тука почна нели оној влез вистински во уметноста и во дизајнот. Затоа што определбата на тие години, нели, да се занимава некој со уметност, обично бараме посериозна, да речеме, посериозна, условно, посигурна, можеби, професија со која што би се занимала. Меѓутоа, таа определба на тие години, да точно знаеш дека ете тоа ќе ти биде животниот повик. Да, и кога ќе си го определиш, после тоа си мирен. Ги немаш тие дилеми, ги немаш тие прашалници во глава. Што ако беше вака, што ако беше онака. Значи, ја знаеш определбата и тука си 100% нели, вложен. Секој ден научењето на нешто ново ти е уживање. Отварањето на сите тие потенцијали, на сите тие можности, бидејќи според мене единствено уметноста е безгранична како нели како поле и како професија. Можеби некој нели во некоја друга област ќе го каже истото, меѓутоа јас така ја доживувам како безгранична можност, како едно безгранично поле, кое што нема никогаш да ви направи да ви биде досадно. Што и да се занимавате во рамки на уметност. Јас се бавам и со ликовна уметност, се бавам и со дизајн, но исто така сум и професор и во рамки на тоа бавење со нели со едукација, исто така има многу креативност и многу една можност вие да креативно растете, да нели креирате визии и да со тоа нели ги мотивирате и инспирирате и младите да нели да растат и да ги развиваат потенцијалите, исто како што спомнавте и на почетокот, дека професорот пред се треба да инспирира, потоа да мотивира и да ги покрене, да ги истражат и да ги откријат своите креативни потенцијали. Сега, ако си креативец во се што работиш, во дури во професорот. Меѓутоа не сите оние кои што треба да предадат знаење, нели? Се добри можеби во теорија, меѓутоа не толку често се случува да е во практика, нели?
да го спроведе тоа. Имате различни типови на, нели, и на професори, различни типови и на уметници. Имате одлични уметници кои што никогаш не добиле желба, например, да се занимаваат со, нели, со едукација или со некакво пренесување на знаењето. Имате и други кои што, нели, го прават и едното и другото, меѓутоа можеби не толку се вложуваат во, нели, во оној дел на пренесување на знаењата. А тоа е многу битно и е една навистина голема филозофија и посветеност, за да направите една визија, да направите една перспектива што треба студентот, нели, да научи како вештини, што треба да стекне како знаење и како сето тоа да го интегрира. Нели, тие различни типови на области и дисциплини да ги интегрира во еден краен производ. Мислам дека тука мене ми помага тоа што сум дизајнер, бидејќи дизајнерот секогаш работи со некаква цел, работи со некаква намена, нели, и треба да заврши одредена задача, да реши одреден проблем. И ние го имаме тоа знаење, веројатно, и имаме таа способност да можеме студентите, нели, да ги насочуваме на тој начин за да тие навистина извлечат максимум од своето образование. Сега, она се промаликува низ целата таа едукација ваша, нешто што е мода, да речеме. И предметите кои што сте ги имале и на факултет, за да на крајот тоа се заокружи со престижната школа Сент Мартинс, нели? Во Лондон, која што навистина е привилегија која се има во своето CV. Така, да. Јас во средното уметничко училиште бев на насоката текстил и облека. Потоа на факултетот за ликовни уметности бев на сликање со, нели, изборни предмети во областа на моден дизајн. И потоа постдипломските студии беа на Central St. Martins во Лондон. Бев на една програма, јас нарочно избрав една програма која што нема многу да ме ограничи во тоа што јас ќе го постигнам од таа едукација. Инаку Сент Мартинс е познат по тоа што најголемите светски имиња од уметноста и од дизајнот, нели, таму завршиле, особено, нели, модните дизајнери како Стела Маккартни, Александар Маквин, Џон Галијано и многу други. Меѓутоа, во периодот кога јас требаше да одам на постдипломски студии, програмите за моден дизајн беа многу стрикни, многу специализирани. Например, магистрирате само женска колекција или магистрирате само плетенини или само машка колекција, мене тоа ме ограничуваше. И избрав една програма на интердисциплинарни дизајн студии, каде што се обработува различни области од дизајнот. Имавме и задачи од модата, имавме задачи од визуелните комуникации, работевме многу на концептите на истражување, на, нели, определување на целни групи, учење на методологија. Така да за мене тоа некако во тој момент имаше многу поголема корист, ако може така се каже. Јас и со тоа не застанав со моето образование таму. Потоа се запишав на докторски студии во една област која што исто така е моја преокупација, тоа е културното наследство и особено сето она што го имаме, нели, во рамки на облекувањето, на облеката и нели, покукнината, секаде каде што се употреба текстилот како, нели, како материјал. И тоа мое патување и истражување беше со еден фокус да ги поврзе културното наследство и современиот дизајн. Така да во 2016 година докторирав и на Институтот за фолклор овде во Скопје. И потоа беше издадена книгата Сублимиран труд, нели, на сето тоа кое што секако треба да се почитува како на крајот на краиштата и некаков учебник, ми се чини може. Да, и како учебник, токму така.
затоа што сега колку сум јас упатена, мислам дека недостасуваат трудови од тој тип. Особено кога се обработува нешто што е културно наследство, особено во оваа сфера. Да, особено во тој нели сегмент нема многу литература, тоа се нели неколку, да речеме, трудови кои што се објавени во таа област, меѓутоа ми се чини дека помладата генерација почнува повеќе и повеќе да се интересира за сето тоа. Па се надевам дека ќе имаме наскоро и нели и други такви книги и други трудови од таа област. Колку што нели треба да бидеме свесни колку е тоа важно, битно за нас како моментно современици, нели? Да. Затоа што кога се работи за модниот дизајн, многу често многу ретко се нафаќаат прво за таа тема, а многу често кога обработувајќи ја се банализира. Значи, мислам дека секако е потребно многу повеќе. Да, тоа е така затоа што не се истражува темелно. Да. Значи, многу површно се согледуваат нештата, а нашите народни носи, ако ги земеме нели како тема, значи тие се толку комплексни, тие се толку сложени, со толку многу елементи и во поглед на везовите, и во поглед на орнаментите, и во поглед на накитот, украсувањата, значи има толку многу елементи, понекогаш дизајнерите ќе се збунат, а во поглед на тоа како да ги абстрахираат, како да го извлечат оно што е нели суштинско, да направат една трансформација. И тука е и нели и суштината и на моето истражување и на мојата книга, да дадам некои насоки, да дадам некои примери како може да се направи таа трансформација и како може тоа да се направи на еден нели современ начин кој што нема тоа да го банализира, туку напротив ќе му даде една рамка да може нели во денешно време да се носи и да биде сосема актуелно. Па добро, сведоци сме како големите дизајнерски имиња всушност ги употребуваат традициите и како тоа успешно го прават и колку е тоа интересно и модерно на крајот криштата. Да, еве да го дадеме само еден пример со шкотското каро и со тоа како Вивиан Вествуд и нејзината генерација во времето на панкот и создавањето на таа панк мода, нели, го вметнаа тоа како еден многу препознатлив елемент во тој панк идентитет во таа мода и тоа се расшири во целиот свет. Значи, извлекувајќи од таа традиција, нели, на шкотската машка носија, значи се направи нешто кое што понатаму нели е прифатено и се носи во целиот свет во најразлични форми. Да, добро, да ги спомнувам и Долче Габана колку многу нели инсистираат на таа традиција. Веројатно да, вас професорите да ги инспирирате и да студентите го надминат не знам како да наречам предрасуд дека тоа е демодирано, дека е застарено, дека не... Така, да. Па, заради тоа и ги работиме тие проекти и тие задачи, каде што се обидуваме да ги споиме младите луѓе со таа традиција, која што тие не ја познаваат, нема допирна точка. Нормално е тоа бидејќи нели народната носија веќе и не е дел од нашето секојдневие и не се носи, значи ние сега сме по една друга доба, каде што поинаку се облекуваме, имаме една глобална униформа, нели целиот свет си ја носи таа глобална мода. Но преку тој тип на проекти се обидуваме да нели да ги доближиме малку, да го запознаат тоа наследство, тоа богатство, да пречепкаат малце и во архивите, во семејните архиви, во тоа што нивните мајки, баби, нели прабаби го имале, го носеле, го правеле. И тука навистина се создаваат некои многу интересни нели приказни. Токму таков беше и проектот Модата и културното наследство, кој што пред 10 години. Пред 10 години го работевме во соработка со Британски совет и со Музеот на Македонија во тоа време.
И навистина се случи една многу интересна магија, една убава спојка на тоа како студентите ги извлекоа тие елементи од традицијата и направија навистина смели, навистина експериментални и многу иновативни. Иновативни решенија. Значи тоа беше пред 10 години, понатаму секако продолживме да работиме и со други такви иницијативи, со други проекти. Сега токму со оваа генерација на студенти по моден дизајн кои што се сега 4-та година. Значи со нив пред една недела бевме во музејот и разгледувавме поставката на народни носи, почнаа со своите истражувања, значи повторно веќе имаме една таква тематика и таа постојано се провлекува на еден или на друг начин, барем во рамки на нашиот факултет. Да, ова сликите кои што излегоа пред известно време како подсетување на тоа од 10 години, изгледаат многу свежо. Како да се сега правени. Мислам, толку се инвентивни, и остануваат како така. Значи не да, се... и јас го сметам истото, и јас се потсетив пред неколку дена дека токму пред 10 години се отвори таа изложба од тој проект, се викаше Свадбени приказни, и се уште се многу свежи, се уште се многу интересни, и се надевам дека и тие нивни креации, значи тие нивни дела, дека пак ја инспирираат сега оваа помлада генерација да прави нешто можеби уште поинтересно, уште поиновативно. Колку од тие студенти всушност остана и направија, односно со оваа професија која што бара тежок пробив? Имаше во тој проект имаше студенти и од моден дизајн, но имаше и други студенти, и од графички, и од интериер, тие работеа така интересно тимски. Па од таа група што беа на моден дизајн, значи повеќето останаа да се бават со тоа. Мило ми е што дел од нив продолжија и на постдипломски студии. Работеа и магистерски колекции, фантастични колекции направија. И во тие колекции исто така се провлекуваше таа тема. Меѓутоа на уште еден пософистициран и уште помодерен начин, веќе ги спомнам и Даниела Савик, Ана Камчева, кои што направија такви колекции, навистина покажаа дека тоа е апсолутно актуелно и апсолутно модерно и може да се носи во било кое време. Секогаш да се стилизира. Да. Навистина. Се тука се наметнува прашањето за обстојувањето на модните дизајнери на ова наше, мислам, колку мина од нив успеваат да се пробијат надвор? Пробивање надвор, тоа е секогаш едно така прилично комплексно прашање. Иако времето денеска дозволува, значи имаме и технологија, комуникации, социјални мрежи, значи секако може да се да се пробаат најразлични можности. Но од друга страна имаме и еден момент на тој елитизам во професијата. Вие никогаш нема да видите конкурс за моден дизајнер за во ниедна од модните куќи во Франција или во Италија. Значи, тоа ретко ќе го видите, дека се објавува конкурс за моден дизајнер или за креативен директор. Значи, тие ангажмани одат на еден поинаков начин, со препораки, со лични, ангажирања. Така да, не е лесно. Не е лесно воопшто да се направи еден таков пробив, меѓутоа не е невозможно. Значи, имаме ние примери и секако од Македонија имиња кои што успеале да се наметнат на светската модна сцена, како Маријан Пеевски е еден пример, кој што ги знаеме. И секако зависи од тоа колку човекот ќе се насочи, каде сака да делува, што му е важно.
и на кој пат ќе го избере за да стигне до таму. Повеќето од успешните дизајнери нагласуваат дека талентот е мал процент, многу повеќе е битна работата, упорноста. Упорност, дефинитивно. Сега, да се стигне до Сент Мартин, се заврши таа школа и воопшто, па и да се има успех на известен начин за да се потсетиме за она што го имате направено таму. Тогаш веројатно според вашето искуство. Да, треба упорност и не треба човек лесно да се разочарува. Тоа е многу важно. Да си имате одредена цел и да работите на таа цел. И јас некаде при крајот на моите студии на факултетот за ликовни уметности дојдов до една брошура за Сент Мартинс и ја разгледа брошурата и брошурата во тоа време изгледаше толку современо, со еден врвен графички дизајн. Значи јас навистина реков, вау, ова е местото каде што јас сакам да бидам. Меѓутоа, додека јас стигнав таму, поминаа неколку години. Секако прво, да го решиш финансиското прашање, затоа што знаеме колку чинат тие школи. Значи тие се екстремно скапи дури за за самите британци, а не па за интернационалните студенти кои што плаќаат 3 пати повеќе. Така да најпрвин се потрудив да најдам финансии, да обезбедам стипендија. За среќа ја добив Чивнинг стипендијата на британскиот форен офис и тоа навистина ми помогна затоа што тоа е целосна стипендија. Ги покрива и школарината и трошоците за живот. Инаку, навистина, за да обстоите во една таква прескапа средина, не е лесно. Така да прво работев на тој дел, а потоа веќе другото беше со портфолиото, со тоа што веќе го имав како некакво творештво, веќе многу полесно ми се отворија вратите. Но треба човек да биде навистина упорен, да си ја знае целта и да работи на тоа. Ама и да се обстои во една таква конкурентна атмосфера не е едноставно. Не, имате... Сепак е... Престижот, како престижна школа не е случаен. Сепак е тоа се резултатите кои што се добиваат. Така, тоа е една школа која што постои многу одамна, има навистина долга традиција, има реноме, имате талентирани студенти од целиот свет, значи вие кои ќе се соочите со нив, кои ќе се сретнете со тие ваши колеги, тогаш сваќате дека има и многу поталентирани од вас, има и многу повредни од вас, значи и тука почнува таа вистинска конкуренција која што веќе ве става во таа некоја глобална група, бидејќи имате студенти од секаде од различни земји. Меѓутоа, и тука секој си се одвојува по нешто. Има некој што го бива за едно, друг го бива за друго. Јас тогаш имав една интересна можност да во слободно време додека студирав да се јавам на еден конкурс за дизајн кој што го објави компанијата Twinings за дизајн на шапка и победив на тој конкурс. И тоа навистина беше така еден убав шлак, да речам, на моите студии, каде што се стекнав со едно ново искуство за тоа како функционираат нештата таму, на тоа поле, во рамки на веќе нешто практично, некој реален практичен проект. И навистина бев пресрекна што тоа се одвиваше во една многу професионална атмосфера, кога сето тоа се случува со едно светско ниво, на соработка, на реализација, на тоа какви се можностите да најдете материјали, да најдете се што ви треба за да го изработите тој проект. На начинот на кој што потоа тоа ќе се презентира, ќе се фотографира, навистина едно за мене фантастично искуство кое што го имав како студент. Таа конкурентска атмосфера не секако во принцип треба да поттикне, отколку да демотивира. Да.
затоа што добро се работи веројатно за карактери, да речем, Да. меѓутоа само со силните карактери. Особено што ние си имаме таа инфериорност дека доаѓаме нели од како тоа да се надминува. Веројатно треба да си многу сигурен и самоуверен. Да, треба. Треба. Јас таа самодоверба можам да кажам дека ја стекнав токму на моите студии во Лондон. И сега во септември, кога бев повторно таму после 20 години на алумни семинарот кој што го организираа моите професори, и токму тој го кажав дека мене тие студии ме направија нели многу посамоуверена, значи стекнав самодоверба за да после тоа нели се она што понатаму го работам ми биде лесно, да не се плашам, да знам нели каде одам и на кој начин тоа да го направам. Значи навистина ми даде многу механизми и многу сила, можам нели да кажам во тоа. И кога им кажував таму нели дека во тој период од 20 години ние направивме цел факултет, значи обучувавме генерации и генерации на дизајнери кои што постигнуваат успеси, кои што веќе се борат и на светски сцени, нели, победуваат на конкурси, имаат награди. И тие навистина дури не можеа да веруваат како, нели, сето тоа можело да се случи, но тука јас еве го кажав тоа дека кога ќе излезете од еден факултет, кога ќе завршите едни студии, најважното нешто што треба да го понесете со себе, секако знаењето, но и самодовербата. Во нашата традиција на образование, тоа многу не се поттикнува. Значи, студентите не ги поттикнуваат многу да зборуваат јавно, да ги бранат своите ставови, да ги искажуваат своите ставови. Така да, тука ние на факултетот се трудиме и тој дел малце да го зајакнеме кај студентите, да не се плашат да го кажат своето мислење, да не се плашат да разговараат, да дискутираат, и да едноставно се борат за тоа што е нивна идеја. Значи, вие имате некоја добра идеја, имате некоја добра визија, мора да се борите за неа. И тоа е нешто кое што навистина јас како професор го поттикнувам кај студентите да го развиваат, нели, тоа како некоја своја вештина. Самодовербата беше навистина голема кога предложивте промена на британскиот символ. Да. Еве, добро се сеќавате на тоа, дека да, тоа беше дел од мојот магистерски проект, кога навистина смело и храбро од моја страна, не дека немаше, нели, и различни мислења кои што не се согласуваа со тоа како чин таму, но јас себе си останав доследна на тоа и токму тоа да се искажеш. Да, дека јас поинаку го замислувам, нели, дизајнот на британското знаме и ете тоа беше и мој магистерски проект. Интересно во секој случај. Па дај, веројатно и студентите го почитуваат тој е факт дека доаѓате со знаење од Сент Мартис. Така. Всушност, што најважно понесовте таму, освен градењето на самодовербата? Така. И сега што го пренесувате на студентите? Професионалниот пристап во работа, нели, и бавење со дизајн. Значи, тоа што ние тука сме го немале во нашето образование и сме го немале, бидејќи и не постоеја факултети за дизајн, значи како професионално да пристапиш, како да се бавиш со таа професија, која е методологијата на работа на еден, нели, на еден проект, како се истражува, како се развиваат и како се презентираат, нели, концептите, како да ја разбереш психологијата на потрошувачот, на твојата целна група, на тој што ќе го, нели, користи твојот дизајн, значи навистина целиот тој професионален пристап и таа методологија на работа, тоа е клучното. Нели, освен само довербата што јас го понесов од таму. Затоа што дизајнер, модерн дизајнер всушност е комплексна професија. Да. Не се работи, обично некој смета дека само цртање, само шиење, не знам. Меѓутоа многу елементи се во тоа, колку
нели, предпоставувам дека сакате да им го внесете тоа на студентите, дека сите тие сегменти треба подеднакво да се почитуваат. Така, и ние тоа почнуваме да го учиме уште од прва година, значи студентите веќе се запознаваат со таа методологија на работа, и програмата е таква да ние на факултетот за арт и дизајн, значи имаме предмети кои што нели креираат таа комплексност и обезбедуваат најразлични вештини кои што ви се потребни. И во поглед на тоа, нели, како да истражувате, како да анализирате дизајн, како да креирате концепт, како да не ја занемарувате историјата на дизајнот, нели, историјата на уметноста, потоа нормално сите вештини, нели, кои што се и рачни, и дигитални, развојни вештини, значи навистина има, нели, многу работи што треба да се научат за да се бавите со дизајн. И занаитскиот дел и креативниот дел подеднакво. Да, апсолутно. Па кога сме веќе тука, како успевате да ги подеднакво да ги менаџирате, да речеме. Така. И уметноста, затоа што сведоци сме дека добивате награди на тоа поле. Дизајнот, каде што истината работено, нели? И ова што е професорска работа. Да, не можам да прашам што повеќе сакате, што повеќе, затоа што подеднакво се гледа дека да, подеднакво, мило ми е што тоа се гледа, дека јас се посветувам, нели, на сите тие три работи, на сите тие три области, и навистина ако не се посветиш и нема баш да ги добиеш тие резултати. Некогаш ќе речам, посакував малце повеќе време сега да имам за ова, посакувам малце повеќе време да имам за она, но никогаш на нас уметниците не ни е доста време. Значи, колку и да работиш, ти сакаш се повеќе и повеќе, нели, што повеќе да си со тие креативни процеси, да си во, нели, тој свет на уметноста. Но она што сметам дека е битно е да се работи професионално и да се работи, нели, со тоа дека навистина треба да се постигне некаков резултат, се постигне нешто што ќе може, нели, да не само да има бенефит за тој што, нели, тоа го прави, туку и да има и некаков импакт и одек во јавност. Тоа ми е исто многу важно мене, таа општествена одговорност. Тоа дека окей, ако јас, нели, се бавам со уметност, таа уметност некој ќе ја конзумира, ќе ја сака или нема да ја сака, меѓутоа кога обучувате млади луѓе, значи вие сте одговорни пред нив, пред општеството, пред нивните родители. И навистина многу е важно, нели, како го правите тоа. Така да јас и покрај тоа што, нели, редовно си работам на наставата со студентите и тоа што ни е делот, нели, од секојдневието, многу ги поттикнувам дополнително да работат, да се пријавуваат на конкурси. Понекогаш малце тука треба вака малце и да, нели, да се потурнеме за да, нели, се загризе за нешто. Меѓутоа после тоа се покажува дека навистина тоа е за нив добро и дека тие имаат бенефит од тоа. И токму и сега и последниот пример со нашата студентка Марија Роглева. Се виде, на дело целиот тој напор. Така, да, значи токму тоа е еден таков пример дека мора малце со студентите да, нели, да едноставно да им ја отворите желбата, да загризат, да се заинтересираат, да работат напорно за тоа, затоа што тоа бара многу време, многу сати, за да можете да подготвите една таква апликација. И не сите стигнуваат, нели, дури и до оној момент да ја пријават својата идеја, својата колекција. После тоа исто така еден долг и макотрпен процес како сето тоа ќе се изменаџира. Еве во случајот, бидејќи Марија влезе во полуфинале, но ја доби информацијата 3-4 дена пред да оди во Париз на работилница, на полуфиналната работилница. И сега вие мора тука со студентот заедно паралелно да се подготвувате. Значи
часовите ни беа броени. Меѓутоа јас значи останував и после работно време и навечер, значи ние работевме, се слушавме, нели комунициравме за да таа може да замине за Париз. Исто така, нели целиот оној процес на подготовка на креацијата за во финалето во Атина. Значи секојдневно, ние цело лето бевме во комуникација. Значи не можев јас да кажам јас сум сега на одмор, Марија, 2 недели не се гледаме, не се слушаме, не. Значи континуирано секој ден се прислушуваме, ги разменуваме своите мислења, следиме нели како сето тоа се одвива и навистина е многу битно на младите луѓе тука да им се даде таа поддршка. Кога еднаш ќе им дадеш ти таква поддршка, и кога ќе го научат тој процес, како што треба, после тоа веќе може да ги оставиш и веќе понатаму тие ќе си нели ќе си се развиваат и ќе си го работат тоа на свој начин, но многу е важно да им покажеш правилно како сето тоа да го работат, кои се проблемите кои што може да се појават, како да се менаџираат кризи, исто така е многу важно, се појавуваат проблеми, има кризни ситуации, како да се справат и со своите емоции, нели? Дали се тоа е позитивни, негативни емоции во сето тоа. Така да мене ми е драго што ние заедно го поминавме тој процес со Марија на таква навистина одлична соработка и дека резултатот беше втора награда нели на европско ниво во Атина. Воопшто малку мислам навистина. Да. Претпоставам многу сте горди на сето тоа и тоа останува и всушност како мотив и за сите останати за. Да. Тоа е многу важно, значи тоа што Марија го постигна како успех да биде мотивација за сите други нели млади луѓе, млади креативци кои што се бават со ова и да едноставно сватат дека многу работи се возможни ако се сака. Ако се сака се силно. И ако се работи напорно. Да. Добро, сега како велат настинката, љубовта и креативноста не може да се сокрија така не може да креативните луѓе. Тоа постојано да истекува од различни страни. Ето така и тоа многу е очигледно кај вас. Ви благодарам на денешното гостување, навистина уживав. Благодарам. Уживав и јас. Да, некоја убава следна прилика. Да. Секако се надевам. Се гледаме секако, да. Ќе има прилика. Благодарам. Благодарам. Вам ви благодарам на денешното внимание. До следното.